Во овој момент нема поголем проблем за македонската економија од цената на струјата. Владата мора да најде избалансирани решенија кои ќе му овозможат на бизнис секторот да преживее. Ако тоа не се случи, многу фирми ќе се затворат и ќе се изгубат голем број работни места. Доколку луѓето останат без плата, нема да можат да ги платат сметките колку и да се тие субвенционирани од владата, порача денеска Стопанската комора. Пред мен имам конкретни податоци за сметката за струја за една компанија членка на комората. Иако во јули годинава компанијата потрошила нешто помалку струја од јули минатата година, сметката за струја годинава е скоро 6 пати поголема во однос на ланскиот јули. Лани за јули платила околу 1 милион денари, годинава за јули 6 милиони денари. Прашањето е кој бизнис ќе го издржи ова и до кога? Повикувајќи се на податоците од Централниот регистар, Јовановски нагласи дека во 2021 година од трговскиот и регистарот на други правни лица се избришани 6995 правни лица, а во 2022 година согласно моментално објавените податоци веќе се избришани 5324 правни лица. И со вакви цени на струјата, уште колку компании ќе го стават катанецот на вратата во периодот што следува. Цената на струјата е најважното економско прашање во моментов за опстанок на македонскиот бизнис сектор. Затоа очекуваме владата што побрзо да ги прифати предлозите објавени во повеќе наврати од страна на Стопанската комора и да преземе чекори за нивна примена. Потребна е итна реакција, затоа што времето поминува и ризиците се зголемуваат. Според Јовановски, цената на струјата во сите други земји од регионот е пониска од нашата, поради што нашите компании се ценовно неконкурентни, посочи подпредседателот на комората. Во однос на мерките за штедење струја што ги воведе владата, со која е опфатено и стопанството, тој одговори дека никој не треба да им каже на компаниите дека треба да штедат. Во нивен интерес е трошоците да ги сведат на минимум и тоа сите го прават. Сепак идентични проблеми со цената на струјата има секаде во регионот, па така загребскиот угостител Марин Медак јавно се пожали дека сметката за струја во неговиот ресторан се зголемила од 5300 на вратоглави 16.000 евра. Конкуренцијата е обесхрабрена во Хрватска, а тоа за граѓаните директно значи дека за 12.000 артикли што ги продаваме месечно, струјата беше 40 центи по продаден артикал. Кога ќе дојдеш и пиеш аператив е 40 центи. Сега се заедно 1,30 евра, бидејќи струјата поскапува за 300%. Нема да бидеме конкурентни, затоа што е ненормална сума која целосно ни уништува се, рече Медак. Огромна сметка за струја добил и собственик на ресторан во Бјеловар. Неговиот угостителски објект има само 50 метри квадратни, а последната сметка за струја изнесува дури 2300 евра, 4,5 пати повеќе од истиот месец лани. Сметките стануваат се поголеми и нема да можеме да го издржиме. Сега стигнавме до уште полоша пандемија, а тоа се сметките за струја, изјави за РТЛ собственикот на ресторан во Бјеловар.